Ќе зборувам за она што може би поретко кај нас во Македонија се зборува. Имено, кога ќе се роди дете, знаете дека го благословуваат детето големо да расте, здраво да биде, живо да биде и така натаму, нели? Кога ќе дојде нова година, си честитаат сите нова година и си пожелуваат успешна година да имаме, нели? И така е со родендените, со матурските, и така животот наводно си продолжува. Меѓутоа, што и да се посакува и да се пожелува на еден или на друг, времето истекува и гледајќи ги знаците кои што се опишани како знаци на последните времиња и пророштвата кои што се кажани во Библијата, може само да се каже дека земјата не очекува светла иднина. Не зборувам за Македонија како земја, зборувам планетата Земја. Јас нема да ве плашам вечерва, јас сакам да ве охрабрам да знаете што ќе се случува, бидејќи веќе сезоната ја гледате. Ное беше праведен човек и он градеше арка, тоа беше еден голем брод. И тоа беше Божја промисла да Ное ја изгради арката пред да се случи самиот потоп. Има различни филмови, меѓутоа не се толку веродостојни, најважно е да го читате тоа од Словото. Што е интересното? Луѓето му се подсмеваа за тоа, но кога дојде денот, Ное влезе со семејството внатре, со животните, нели имаше двојки од сите животни, и потоа Господ ја затвори вратата од арката. И што се случи? Започна дождот, водата започна да се лее и се потопи целата земја и се што беше на земјата изумре. Се случи рестарт и фала му на Бога за тоа. Човекот му се даде можност на човештвото одново да продолжи, меѓутоа човекот одново грешеше. Денес некои се подсмеваат на нас христијаните кога повикуваме да се покајат луѓето и да го примат Исус Христос за свој Господ и Спасител. И викаат забегани, ненормални, нововерци и секташи и различни други епитети кои што, меѓу другото, јас сум отрпнат, не знам за вас, меѓутоа како и да е, ве разбирам ако поминувате низ тоа. Но секогаш кога ја зборувате вистината, таа е како алкохол на рана. Покрај тоа што ги убива бактериите, сепак во првиот момент штипе и луѓето не го поднесуваат тоа. Но потоа го гледаат бенефитот кога таа вистина ќе дозволат да влезе во нив, бидејќи вистината ослободува од секоја заблуда. Амин. Јас како Ное ги повикувам луѓето да се свртат кон Бога, односно да се покајат од стариот начин на живење и расудување и од тие традиционални верувања кои што досега ги правеле со ритуали и со различни идолопоклонства, односно да се поверува во Господ Исус Христос и во она што тој го стори за целото човештво, а тоа би значело, ако поверувате, да ја прифатите неговата љубов и да се качите со вера во една духовна арка, која што може да ја разберете како Христос, односно припадност во Христовото тело. Дали се разбираме? Зошто? Бидејќи Исус, преку него имаме спасение од вечна смрт, која што ја очекува цел свет. Вечна смрт. Секој оној кој што не ги предал своите гревови на Христос, си живее со гревовите и ќе си ја види платата за своите гревови, а платата, вели во Светото писмо, е смрт. Додека Божиот благодатен дар или дар по милост Божја е вечен живот преку Христос Исус. Амин. Значи, одно што сакам да го истакнам е тоа да знаете дека Исус ги плати нашите долгови, умре за нас и наместо нас на крстот и соодветно, кога тој умре на третиот ден, знаете дека воскресна, ни подари вечен живот и што се случува? Ако поверуваме во него, ние сме спасени, така? И знаеме дека сме избавени од секое зло, односно нема да искусиме Божја казна заради нашето беззаконие што сме го вршеле. Некој од вас се коцкал, некој примал наркотици, некој променувал партнери, но Бог е свет и праведен. Он е милостлив и е полн со љубов, но нема да прогледа низ прсти, бидејќи е свет праведен. И бидејќи секој што ќе сгреши само малку од Божиот закон следува проклетство и смрт, за да не умреме, ние си го даде својот син, Исус, единствениот син си го пожртвува, Исус, кога беше на крстот, да ја искуси сета болка, сета казна, сиот Божји гнев, кој што требаше да биде на нас. Наместо нас и заради нас, он умре на крстот. Ова значи дека ако ти поверуваш во него, што и да си направил зло, Господ ти го простува. И повеќе нема да гледа како на тоа дека си недостоен, туку ќе гледа на тебе како на Божјо дете. Затоа што во Светото писмо вели, кој поверува во Исус Христос, тој стана
Божјо дете кој што не е роден од машка похота, туку е роден од Бог. И тоа е привилегија. И сега ние живееме во период на милост, кога секој еден може по милост на Бога да го прими овој дар, скапоцен дар. Но тоа време нема да трае вечно. И затоа зборуваме денес. Затоа е важно и ова да го пренесете дома и на пријателите и на колегите. Зошто? За да не се случи такво страдание кај никого. Земјата ја очекува невреме во кое ниту децата ќе можат да растат како што треба, ниту луѓето да си дочекуваат нови години или не знам какви други прослави. Ние ќе сакаме и ќе си мислиме дека така ќе биде, но ништо нема да биде такво. Прашање имам до сите вас. Зошто значи Господ го испрати својот син? Знае ли некој? За да ве столчи, за да ве угнети, да ви наметне болест, тумор, циста, епилепсија, инфекција. Што? За да ве спаси и за да може преку него да влезете во Царството Божие. Во Евангелието по Јован 3 глава од 17 стих вели вака. Тоа се Исусови зборови. Бог не го испрати својот син во светот за да го осуди светот, туку да го спаси преку него. Ниту еден што верува во него нема да биде суден. Оној пак што не верува веќе е осуден затоа што не поверувал во единородниот Божји син. Оној што верува во синот има вечен живот, оној пак што му е непослушен на синот не ќе види живот, туку останува под Божјата казна. Самите гледате дека или е изборот во Христос или без Христос, сам човек се определува за распаѓање, за смрт. Сега многу луѓе во денешницата кога ги прашувам дали веруваат во Господ, ми велат дека веруваат. Но во еден момент кога ќе ги распрашам подлабоко како веруваат во Господ, и велат се исповедувам редовно, постам редовно, слава кревам, одам во црква, ова правам, она правам и ги редат сите можни 20 точки. И велам, и мислиш дека заради тоа ќе те спаси Господ? И вика, па да, ти сум поштен човек. Во Светото писмо не пишува така. Во Светото писмо вели дека ниту еден со добри дела не може да се спаси, туку само со вера во единородниот син Божи Исус Христос. И ме прашуваате, па тогаш да правам ли, да не правам ли? Немаш потреба, ослободен си. Исус не е религија и живото христијанство не е религиозност. Почитувајте го вие сето она што е околу вас и туѓите верувања, но внимавајте. Зошто? Затоа што преку законот, Божиот закон кој што беше даден преку Мојсеј, тие 10 Божји заповеди. Спазувајќи ги тие Божји заповеди, не можете да бидете спасени. Во Библијата вика само стануваме свесни за нашата грешност. Сега Бог ни покажа како можеме да се здобиеме со праведност, не преку придржување кон уредбите на Мојсеевиот закон, туку онака како што одамна беше ветено во Светото писмо, пред Бог може да се здобиеме со праведност само преку вера во Исус Христос. Амин. Тоа важи за секој што верува, бидејќи меѓу луѓето вели нема никаква разлика, зашто сите сгрешија и никој не успеа да ги достигне Божјите возвишени стандарди. Но поради својата милостива благонаклоност, Бог не прогласува за праведни. Оправданието, вели, ни е подарено преку откупот што за нашите гревови го плати Исус Христос и него Бог јавно го испрати да биде помирителна жртва за оние што со вера го прифаќаат тоа. И ова го пишува во посланието до Римјаните 3 глава. Многу добро го знаете, некој што читате. Вие што не читате Свето писмо, еве, на овој начин ќе разберете.